надвор врне и тоа нели понашки кажано истура, но јас ветив и еве сега доаѓам кај Ангела, веќе сум паркирана кај нели на центарот во Јакимово и ќе одам кај неа да направиме еден пресек од она што нели и таму е направено и што се планира да се направи. Значи колку време не сме се видели? Долго. Много. Ама следите и на интернет дека многу се сконцентриравме моментално во Градец, бидејќи почна нагло да се јавуваат донатори, нагло да се јавуваат мајстори, односно мајсторите што работеа без пари и тука некако ја убрзавме работата. Ама нели јас имав и проблем со колата и ред други работи, ама сега сме тука за да видиме до кај сме. Нели, Ангел? Да, може. Ајде. Значи, што се случи од последното наше видување? Последното наше видување дојдоа да земат мера за врати, за џамови, за горе врата и 2 џама горек. Тоа е Нена Николовска. И она, сите што сега ќе ги споменеме, сите се скромни. Скоро никој не сакаше јавно да го кажеме, ама ние сите ќе ги кажеме. Да, од причина што нели сакаме да им се заблагодариме јавно. Да. И сакам да се благодарам на сите. Татоко од тие сакам да се благодарам на братовчет Миле. Требаше да дојде, ама за жал и он има денеска некои технички проблеми. Се договоривме заедно да се видиме, ама за утре или други ден ќе направиме средно. Последното се за Војко исто. И со него не успеавме да се видиме, а стварно преблагодарни. Вчера дојде тука. Ми донесол некои донации, они од негова страна се што можеше се ми донесува. Јас сум многу заблагодарна за сите. Знам, твојата благодарност не може да не се осети. Дури преку екраните секој што те видел, тоа го почувствуваш. Колку си искрено среќна. Не случајно ви избравме вас тие две семејства, бидејќи јас стварно тоа го правам од срце и душа и знам дека на вистинско место сме ние и работиме. Јас немам зборови, што да кажам. Немам зборови, толку ми е полна душата со мерак, што сите ви помагат на мене. Те вчера братовчет ми и Војко ми кажа, што нели да идеме за ускочени, да видиме дали за болничкото лекување. И тоа да, и сега сакам и на тоа исто акцент да ставиме. Бидејќи јас се слушнав сега и со Иле и треба малку нели не и со реновирањето, но и да видиме нешто и со твоето лекување и на тоа да се малку. Да, кажа да се види во Кочани кај доктор Лукчо, ортопедо што е. Кај него да се внесат снимки да видиме што ќе ни предложи, дали ќе треба за бања, ама мора па да се оде лекување. Јас со Иле утре најверојатно ако се среди нели тој има технички проблеми со возилото, да се видиме и ќе дефинираме и тоа. Да, вчера доста вичи со неговата кола со джипе. Јас мислам дека останала, може си отишол. Ништо, утре ќе гледаме да се видиме и со него. Значи, да видиме и ние малку пократки, ама се да наброиме точно за куќата до сега. До сега имаме керамиди бесплатно од Теондах, имаме отворена соработка со Сашо Пром, нели од таму ќе пазаруваме, ќе ми дадат дел и материјали бесплатно. Имаме средства за купателото. И тука морам да кажам, извини, ама морам да кажам јавно, емето од доската. Значи, сама се пријави дека неки среќен роден ден, нека биде жива и здрава денески роден ден. Не сум видела, и може на интернет има добро. Честитки, нека ти среќен роден ден. Значи, она прво се пријави дека ќе ги даде елементите за купателото од од цемент и работи, па до плочки, па до елементи внатре. Значи, ќе бидат донесени утре. Така рече дека за утре. Знаеш што има кај неа, рече дека што има кај мене, јас ќе донесам. Само за дали има нели боја нешто. Ќе видиме, да. Нешто што треба и ќе платиме. Значи сега и тоа сакам да го споменам и фирмата Термостил која е наша голема поддршка. Значи јас не знам дали некој повеќе ми помага во Виница или пошироко. Значи тие рекоа ќе платат за двете семејства, ќе наместо да пуштат пари, јас им кажав нека да ќе платат некоја фактура, нешто така ќе се договориме и тие ни стоат на располагање. Исто така и Дејан од Германија и тие пари не се потигнати. Тој рече по 10.000 за двете семејства. Значи имаме и претходно на располагање нешто за вас. Сето нели тоа заедно ќе видиме колку имаме и што имаме.
за да почнеме да работиме, а материјалите од Оска ќе бидат донесени веќе утре. Мислам дека така рече, Така треба, со нивни превоз. Значи апел од сега, јас сакам да видам кратка, бидејќи видов дека оние видеа што се малку пократки, И за совете што одобри 20.000 динара. Кој? За совете да. општина. Браво, Орци, он ме подсети Да. сега, да. Сакаме јавно да се заблагодариме и на Советот на општина Виница, бидејќи вчерата, јас не сум гледала, но еве ни кажавте, одобриле 20.000 денари. Да. Значи тие ќе бидат исто искористени дали за твоето лекување, дали за куќата, се едно, важно за вашето семејство. Да. Значи, и ќе го спомнем и новиот градоначелник. Значи, тој е многу скромен. Значи, јас кога критикувам, знам да критикувам, но кога фалам, па сакам да фалам. Јас сум многу Значи- благодарна, јас сум многу благодарна. И Многу тој градоначалник. ви кажал дека нели ќе дел од ќе плати нешто Да. за вас. Значи, веќе е порачано. Сега и тоа нема да ни се наути. Значи, сите што ги споменавме, сите сакаат да бидат анонимни, Да. но ние сакаме на сите од срце да им се заблагодариме. Да. Значи, тие се голема поддршка во моментот, значи, што ни даваат нели волја да продолжиме. Кај нас во Сдруженијето има од неколку места што се исклучиво за вас и исто така и нели на Сдруженијето што имаме други средства ќе ви помогнеме и ние. Сега апелот е бидејќи после историјата во Градец почнаа многу да се пријавуваат мајстори за да работат бесплатно. Значи од срце, од душа. Јас ќе ги замолам сега ова нека биде апел на дел од мајсторите кои што се пријавија на кои не им е битно каде ќе работат, значи да се пренасочат и овде. Значи ќе ни требат мајстори за многу нешта, за покрив, за купатело, за еве овде нешто во ходникот да видиме да чепнеме, што и да е. Мајстори ни требаат за нели да почнеме од некаде. После ова видео се надевам дека ќе ни контактира некој Да. или Да, на некој или за некоја поволна И за цена. поината, Да. што мало висточе едно треве, например, една Помошна работна маса. Тука е мал е просторот, но ние сакавме овде да ставиме како височи помошна маса. Јас мислам дека мајсторот што ќе дојде може овде целосно да го смени подот, нели да се стават некои плочки, нешто да си заличи малку по да биде убаво и горе височи. Па може и мала нова мини кујничка, не знам. Значи тоа е се, они се многу скромни, не бараат многу. Значи единствено што треба да се реновира во овој дом е покривот, да се направи една мини кујничка и надвор купатилото. Исто така, друго што кажавме пред... да, и девојчињата имаат акција и за креветот, нешто ќе видиме и таму до кај сме, но ќе ви информираме дополнително за се. Како може да се нади терасата малку да се нади нешто. Да. Ние сега ќе почнеме со приоритети. Да. Значи веќе закажавме и за купателото и за терасата Да. се покрива. да, постепено, етапно, да може се да се среди.